Новороденчето беше примено кај нас непосредно после раѓањето и дијагностицирање на една тешка општа состојба со дијагноза на транспозиција на големи крвни садови, примено на 28.9. во попладневните часови. Самата дијагноза транспозиција на големи крвни садови бара брза реакција од медицински аспект. Тоа се новороденчиња кои што доколку не се оперираат во првите 24 до 48 часа немаат никакви шанси за да преживеат понатака. Значи пристапивме брзо кон една предоперативна припрема, стабилизација на општата состојба на бебето и веќе наредниот ден беше извршена операцијата. Самиот тип на операција е екстремно сложена кардиохируршка операција која бара највисоко ниво на стручност и спремност во однос на оперативниот пристап. Операцијата беше извршена од доктор Жан Митрев на чело на тимот кој што веќе години наназад работи кардиохируршки операции кај деца и во последниве неколку месеци комплетно самостално ги извршуваме и сите операции на најтешките срцеви мани кај новороденчиња. Во текот на операцијата ние немавме никакви интраоперативни компликации. Оперативниот тек одеше безпрекорно, така да новороденчето после тоа имаше еден постоперативен тек на интензивна нега кој што соодветствува на тежината на таквата дијагноза и целокупната општа состојба. Излезе со отворен граден кош, согласно на општата состојба и пристапот кон таквиот тип на операции. Истиот беше затворен после неколку дена, кога постигнавме комплетна стабилизација на виталните параметри и кога срцето веќе си ја поврати пумпната сила задоволителна и онака како што треба за таков тип на операција. Тоа е новороденче кое што се со една специфична срцева мана, се вика детранспозиција на големите крвни садови, во кој што големите крвни садови потекнуваат од несоодветната комора. Значи, аортата од десната комора, белодробната артерија од левата комора. Кои се знаците кај овие дечиња? Значи, веднаш кога ќе се родат, исто и кај овој наш пациент, веднаш почнуваат да помодруваат, значи тоа е првиот знак на генерализирана цијаноза и од кога првиот аларм дека кај ова детенце треба да се додијагностицира неговата состојба. Веднаш е префрлено на клиниката на детски болести, каде што се направени прелиминарни иследувања и кога е добиено некаков знак дека се работи за транспозиција на големите крвни садови, сме повикани ние. И ние со нашето транспортно возило и со нашиот транспортен инкубатор отидовме до клиниката на за детски болести, го преземавме новороденчето, го донесовме на нашата клиника и беше потребно и то да се извршат тие почетни, односно комплетни исследувања со кои што ќе се потврди дијагнозата. Значи, уште во првиот ден направивме компјутерска томографија на срцето и трансторакална екосонографија, со што се потврди соодветната дијагноза. Целата таа приказка завршува успешно. На крај фамилијата од една безнадежна состојба на крајот се зима едно условно кажано здраво бебе кој што понатака ќе оди само на некои редовни кардиохируршки или контроли во нашиот центар и ќе има еден нормален постоперативен раст и развој. Јас само можам да му посакам успех во понатамошното домашно опоравување на малиот Мики, како што ние сакавме да го наречеме, затоа што бебето дојде кај нас се уште без име и презиме, само како новородено. Значи ние тука буквално го израснавме во првите месец дена пред да го предадеме на семејството. Првите впечатоци и спојување со мајката и со фамилијата секако се доста емотивни. Така да можам само на фамилијата да посакам среќа, нормален, здрав раст и развој на бебето и да го чуваат исто онолку и многу повеќе отколку ние што го чувавме и што го раставме тука. После 3 недели сега го земам во раце, а најчувство е добро, супер, кад го земаш жив и здрав бебенцето. Тоа е најбитно и фала за све на ова клиника што го гледате и све добро иде. Ние код нас го викаме един, а код вас ќе стане малиот Мики. Сваки пут овако ќе стане. По 2 имења.
Hvala i na vam za sve što i gledate svi, ne samo moje, i drugi deca i sve što ima ovdje, najdobro. Ova je najdobra klinika, mislim, za svega.